И вчера кај овој Орангутанов побегна од терминот, бидејќи го правиме купус. Јадеш купус? Не. Не јадеш? Го правиме овако купус свадбарски. Шо ке ми е купус? Епа него го правиме купус. Јас сум мераклија на купус и многу сакам да јадам купус, така да вечерва тој купус Ќе го јадеш. ке го изедам. Воедно, пред еден извесен период, кога почна да се закача, ја му кажав, дечко, чути, ја те измислив тишина. И тогаш кажав дека ќе дојде време, ако продолжи да пробува, бидејќи он тајно цело време не вади од уста, и мене па и тебе. Да. И јас тоа го слушам. Ми пренесуваат едни, он е глуп. Ми пренесуваат едни, други, трети, ве збори, ве пусти, ве прави, сака да не дискредитира кај потенцијални клиенти и спонзори. И мене тоа, глупиот, не сваќа дека го знам. Па затоа се ќе ви најавам еден серијал, кој серијал ке значи дека сите ќе дознаете кој е Стефан Лазаров. Му реков да не се чепка, но вчера многу беше расположен со овие двајцава. Тие двајцата имаат име и презиме, тоа е Игор Џамбазов и Тони Михајловски. И сега тие двајца, седнати на тоа округлото јадно масиче, прво велат за 100 милиони прегледи. Како сум можел да имам, морам да извадам ракавицата. Немавме 100 милиони, 100 Не, зборуваат се зезаат за мојот Инстаграм. Аха. Тоа се реални бројки, дотолку повеќе што, еве, да знаете дека не се 100 милиони, туку денеска се веќе 102 милиони, ајде, Крсто? 102 милиони 110.038 views. Овдека нема лажирање, другари. Овдека колку имаш гледаност, толку тоа најдобро го знае Лазаров дека е така, влегуваш во дашборд, аналитиката е толку прецизна на Инстаграм да нема таму ротови, ботови и такви други будалаштини. И сега, вчера има малициозни коментари, иначе немаше да коментирам реално, но ајде да ги слушнеме, па да им кажам што имам да им кажам. На снимање. Како новинарите имаат право да водат емисија на телевизија, приучени и штисени новинари. Па имаш исто не беа новинари. Добро, ма да денете. Во Македонија се е можно, Македонија и Србија се единствени земји на светот во која осудени криминалци водат емисија. Добро. Па да. Така да има и ни светот, има, не дека нема, ама па не знам дека има. Не е видно. Можда има. Имаме еден дел вечерова, кај што сакам да збориме за Доволно не можеме да го слушаме. Да не имаш од овие продуктите нешто за мрсна коса. Има, Да му понудиме на Игор Џамбазов, оти многу мрсен е во таа косата. Па не го погледнав реално, да, но делува така, да. Ке му дадеме тоа, само да одговорам сериозно. Овој дискриминаторски говор од страна на Игор Џамбазов ке го сведам на ниво на груба малициозност, безобзирно однесување и говор на омраз. Зошто? Поради тоа што покрај тоа што ке го сведам исто така на едно равенство на непознавање на нештата, а тоа равенство ке го сведам бидејќи секој затвореник, секој осудено лице, секој еден кој што е дел од пенолошкиот систем, од пенологијата како наука, главната цел, кога ќе погреши, кога ќе му биде изречена санкција, санкцијата која ќе биде реализирана во издржување на казна, главната цел е реинтеграција и ресоциализација. Зарем ти, Џамбазов, со сите возможни, невозможни пороци, кои што ги имаш позади себе, со целото свое проблематично, нема да го квалификувам како, само ќе кажам проблематично минато, со сите пороци, ти најде да делиш морални придики и кој смее, кој не смее да води емисија. Сакам јавно да го прашам Игор Џамбазов дали осудените лица
или осудени криминалци, или лицата кои што издржувале казна затвор, како што сум јас, не смеат да се вратат во слободен свет на својот позив и работа и не смеат да екзистираат, да бидат реинтегрирани и да бидат ресоциализирани. Дали Игор Џамбазов со ова сакаше да ги навреди сите луѓе кои што практично поминале некој период зад решетки, основано, неосновано, не е битно, не сти ни судија, ни кадија, има само еден одгоре кој што суди најправилно, за тебе да ти се правда, но точно, еве, јас сум бил осуден како што ти велиш криминалец, а денеска сум номеро 1. И дали се сакаш ти да навредиш сите и да ти поставам уште едно многу по-суштинско прашање? Па јас мислам дека тој живее уште во на негово време гол човек. Може би. Но суштинското прашање кое што би ти го поставил, што според тебе, господине експерту, треба да прават осудените криминалци откако ќе отслужат казната и откако ќе поминат затворски денови и што треба да направат откако ќе излежат казна, кога ќе искочат, што треба да прават? Да се коцкаат? Дали им е тоа дозволено? Да се дрогираат? Дали им е дозволено? Да пијат алкохол? Што од овие 3 работи, ти како експерт во овие 3 области, ќе им ги препорачаш? Јас, поради тоа што можам да се пофалам, дека не сум се коцкал никогаш, не сум се дрогирал никогаш, алкохол не сум пробал, порочен не сум. Јас знам да работам оваа работа и работам најдобро што умеам, знам, а тоа е евидентно потврдено од публикумот дека е така. Така да, од овие 3 работи, еве ти како експерт, препорача им што треба да прават затворениците кога искочат на слобода, бидејќи велиш дека Македонија била земја на чуда, па само во Македонија ексклузивно затвореници воделе емисии. Уште една информација. Џамбазов. Имате многу светски примери, каде што луѓе кои што биле на издржување на долгогодишни казни, потоа станале председатели на држави, државници, високи политичари, високо општествени почитувани јавни личности. Уште една работа. Ма јас исто мислам дека не треба да водат емисија луѓе што ги дискриминираат ромите. Затоа што Тони Михајловски и Игор Џамбазов, кога беше тоа македонски идол, многу ги смеваја ромите. Јас мислам дека такви луѓе... Не се сеќавам на тоа, но секој облик на дискриминација е недозволен. Па јас се сеќавам убаво и мислам дека не треба воопшто да се појавуваат нигде. И сега, кога ова би го покренал на едно малку повисоко ниво, и доколку, бидејќи ние сме земја каде што важат позитивните законски норми, во таа смисла имаме институции кои што се занимаваат со човекови права, па во таа смисла, бидејќи ова е отворен говор на омраза, дискриминаторски, токму оваа реченица која што беше пуштена, јас ја повикувам институцијата која што работи и е направена и функционира за токму за Комисијата за спречување на дискриминација, да се позанимава токму со овој случај, бидејќи јас сметам дека овдека има отворен говор на омраза. Говорот на омраза не станува лично кон мене, бидејќи јас не сум именуван, но се пронајдов како некој кој што е ексклузивен пример на осудено лице кое што денеска води емисија или ти подкаст. Ама немат храброст да те именат. Те кажат со име и презиме, не можат. Не сум ја именуван, доколку не сум именуван, во секој случај станува збор за еден генерален атак кон сите лица кои што се осудени и издржале казната, па во таа смисла се прашувам што тие треба да прават. Па сигурно тој мисли дека треба да бидат робови тие, од кога ќе излежат казната за. Набројав 3 работи. Уште една работа. Некако, знаете сите, до сега може би во коментари ќе ми кажете дека Игор Џамбазов е легенда, никој не оспорува легендарноста, зборуваме за отворен говор на омраза, а дополнително во прашање се вкусови, дали мене се допаѓа или не. Јас не почнав прв со Игор Џамбазов, вие сте сведоци кога ќе ме прашаа до сега за Игор Џамбазов, велев секако Игор е легенда, секако отворено му е местото и во овој подкаст и секаде, но Игор Џамбазов покажа една гола малициозност и отворен говор на омраза и апсолутна дискриминација кон лицата кои што се осудени и затворените лица, а да не заборавиме дека ги има во голем број и треба да ги поддржиме сите затвореници кои што ја одлежале својата казна, за кога ќе се вратат во слободниот цивилен свет, да можат да се реинтегрираат. Јас како единец, како поединец, јас како Бојан Јовановски треба да служам за пример.
Зошто да служам за пример? Поради тоа што имав телевизија, имав авиони, камиони, имав големи финансиски средства, се вратив практично во минус, не на нула. И повторно со работа, честна, труд. Во рамки на законот ја работам оваа работа барабар со сите други и се борам за својата екзистенција. Тоа значи дека секое мое оспорување е практично чепнување во нечија екзистенција. Но во тој случај, тука станува збор веќе за гола љубомора, гола завидливост, која што нема да ја коментирам како форма на човековиот карактер, но само ќе дадам пример, односно ќе го земам мојот пример и ќе го експлоатирам пред вас, дека треба да служи како позитивна слика и позитивен пример за сите други, дека животот е тркало, животот е горе, долу и дека нема откажување. Така да секој има право на втора шанса и се извинувам на Игор Џамбазов, на другар му Тони Михайловски, на Орангутанов Лазаров, што јас сум од затвор директно во гранд финале. А тие од таму каде што се некаде ни на средина, не се ни на полуфинале. Уште една работа. Во затвор да влези на секој ден може да му се случи. Апсолутно. Уште една работа. Да му кажам нешто на Игор Џамбазов, не знам дали знае. Игор, како бе другар ти седиш во студио со двајца, едниот неправосилно осуден, другиот правосилно осуден по признавање на вина, условно осудени, ако не си прав наук, бидејќи си актер, да те поучам. И условната осуда во кривична постапка е дека лицето е осудено. Така да седиш со осудени лица. Не знам дали јавноста знае дека Лазаров за случајот со Лата се условно осуден првостепенно. Дека таа постапка се уште трае, но тоа не значи дека е ослободен од вина. Другиот бил за Тричковски, денеска гуглав, Тони Михайловски бил осуден по признавање за вина откако се заканувал со смрт на Бранко Тричковски. Тоа е некоја ситуација 2017-18-19 година. Па по признание на вина бил осуден. Па сега да те прашам какви се тие двојни стандарди, како можеш да седиш со условно осудени, а да атакуваш некој кој што бил на мушко издржување на казна затвор. 4,5 години бев мушки издржав. Вие со таквиот ментален склоп и со тоа хистерично смеење и со тоа ки кака и со тој рекла казала менталитет кој што го имате оговарачки као стринки на чешма, у затвор нема да издржите недела дена, ке ве рснат. Рснат. Така да знаете. Така да јас со целиот мој стайл, со целиот мој став, мушки сум издржал у затвор, така да јас затворот не ми е срам, затворот е моја школа и затворот е нешто што ме направило поинаков. Затворот е за луѓе, немојте да вредите, не знаете кога може да најде било што у животот, секундата не знаете. И во затвор се учат работи што не можеш во факултет. Така. Сега уште една работа да ви кажам, имаме уште неколку видеа да искоментираме, па одиме на гостите. Ајде. Начин на снимање, филмски начин на снимање. Како новинарите имаат право да водат емисија на телевизија, приучени и штreseni новинари. Па имаш исто не беа новинари. Добро, ама да денете, во Македонија се е можно, Чисто сега интересно се случува, некој купува ботови. Моментално гледам, да. Така да не обрнувате внимание на гледачите во живо. Ботови, скотови. Како се купуваат ботови? Поима немам искрено, не знам. Јас си кажам, купуе за тебе изгледа. Имаше 2000, се има од еднашка вака 4200, па ќе паднат и некој се бави. Тоа е до 100 милиони. До 100.000 ќе доеме, ние абе милиони не се расна. Сега има 5000 и така, некој се бави. Ајде, ако се соберете 100.000 вечерва, ја и Џамбаз вадиме и палиме у емисија. Така? Што ќе палат овие двајца во емисија доколку имаат 100.000? Што мислиш, што ќе вадат, што ќе палат? Некоја трефка. Да. Кога станува збор за Тони Михайловски, да знаете дека од овој лик бев со години атакуван, секоја златна бубамара додека беше водител, наиста да ја почнуваше и завршуваше со мене, а замислите јас тогаш имав 15 на години. Со целото негово хистерично смеење, неартикулирано апсолутно, ја почнуваше и ја завршуваше, а човекот
Не сум го видел во живо никогаш. Тој е еден изразен анимозитет кон мојот лик и дело помеѓу овие двајца трае со години. До сега не сум им одговарал, али не се свето слово, па да не им одговарам така да бидејќи не се свето слово, си го бара и сега ќе си добијат. Инаку, уште една работа, овој се кажувал дека е лав. Сега, дека се борел. Па ја имам пријатели кои што биле баш во тој конфликт и кажуваат дека он све бил само лав. Не бил. И сега, ако некој бил лав, кога може да... лисица. Не знам шо бил, можда бил нешто, али не бил лав. И сега кога некој може да зборува за цело време да нема никаков став, а истиот да води и политички кампањи, а до вчера се правеше дека е голем патриот и ВМРО-вец, сега ги плюка ВМРО-вците, тогаш станува збор за човек без кичма. Еднаш ме Кој спомна... се правеше ВМРО-вец? Тони Михајловски. Еднаш ме спомна и во подкастот на Ландов, не му одговорив, дека ВМРО, јас сум бил Петрушевска и не знам кој перјаница на ВМРО, па од вечерва, Тони, ке ти одговарам, поради тоа што освен нема тебе нешто посебно да ти се одговара реално, поради тоа што сем тој неартикулиран, иритантен звук на смеење, јас ништо друго круцијално и паметно не можам да најдам кај тебе, нити па да ти реплицирам. Можам да реплицирам доколку имаме некаква сериозна мисла и некаков тек на мислата, па да можам да најдам соодветна реплика кај тебе. Едино да зем дебилно да се смеам за да можам соодветно да ти реплицирам. Ајде да се изнасмееме најдебилно. Ама треба и вака маце да се крламе, чекај. И да се крламе. Еве го падна ова будала. Види. Снимај. Види. Па искрши сценографијата, идиота еден. Како се сме тој. Види, Господе Боже. Абе ти да не скршиш столицата од сереброто. Поважна ти е столицата? Па поважна Витра е од Каза Италија. Би ставилен... Океј, одиме уште едно видео каде што Лазаров прави вид со себе. Тоа е последното видео. Карма. Намерно падна. За инај. Така, тоа сме ние сме Ајде само абетов сите сега лайк, поддржете го стримот и О, 1112 стана. 1800 сме добри. Да, добро. Не може да имате ви никакви. Кашевски расте. Кај се тие стуѓања, да. Не знаеш дали се гуши, не знаеш што при човекот. Океј. Имаме 7100 луѓе, ставете лайк, манете лайк. Последното видео ве молам. Насмевката му е како ќе пали сред зима југо. И не пали. Таква му е насмевката, така е. Одиме со последното видео. Франција, која му е омилена песна на Стефан. Се скаравме вчера со Боја. Ама се изнасмеја. Ја не знам што беше толку смешно во песната се скаравме вчера со Бојан за тројцата така неартикулирано, хистерично да се смеат. Баш добра песна. Апсолутно, песната си е супер, детски евер, грин, Да. Штета што е прља Лазаров со неговата погана Да. и прљава уста со тие направени заби, па се смее и он. Ама тој чекаше спонзори Лазаров, за да срце ги моје, направи. немој да се смееш. Немој, од играчка ќе направиш плачка. Немојте молам. Она што ќе го предочам на јавност. Дека станува збор за бескомпромисно, безобразно створење, како што сти. То толку повеќе што си толку бескомпромисен да во овој телефон постои целата комуникација помеѓу лицето Бојан Јовановски и Стефан Лазаров. Комуникација на една и на втора апликација. Почнувајќи од 2018 година кога дојде во 1 ТВ. Комуникација и помеѓу мене и тебе лична, и комуникација каде што зборуваме за трети лица, углавном зборуваш ти. Доколку продолжиш, најавувам серијал кој што ќе го разобличи твоето постоење. Доволно.
Јас Раз. А? Имам нешто од Лазаров да пуштам и треба да го пуштам. Што да Треба, пуштам? треба. Што?